музеј. Меѓутоа, не на овој начин, бидејќи ми се чини дека се испревртени чекорите и тоа испревртување на чекорите сега ќе се расправаме, ќе отвараме дискусии дали треба, дали не треба. Уште еднаш ќе кажам, јас сум за музеј, меѓутоа политиката понастрана, посебно владеачката гарнитура. Или да се откаже од префиксот, па како партија без префикс да претендира на тој музеј, бидејќи прави едно подсвесно една подсвесна еднаквост во имињата, која што кај луѓето кои што немаат политичка заднина иста, едноставно може да создаде нервоза. Ова не е кон вас, професорке, ова е генерално. Мислам и закон да се донесе, пак ќе го отворам. Пак ќе го отворам. Историското време. Пак ќе го отворам. Нели вие беше член во таа партија? Да, апсолутно. Професорке, јас сум мушта член во таа партија. Во владата за ваква комисија, не ли барате одговор зошто нема лустрација? Не повика нас од владата. Дозволете, значи, како финиш на мислата и да се донесе сега, предлагам, закон со кој што ќе се заштити името и сите партии да се тргнат од тоа име, бидејќи создава забуна кај луѓето. И посебно кога зборуваме ВМРО, нека си има музеј, ќе збориме за историја, ќе пишуваме книги, нека поддржува секоја владеачка гарнитура. Меѓутоа, секоја владеачка гарнитура има право на ВМРО, не само ДПМН. И тука е изворот на поделбите. А зашо би се правило светост од нешто? Затоа што мислам дека е тоа код на сите македонци. И крај. На сите граѓани на Македонија? Граѓанството на Македонија после 90-та година, кога се појавува државата во ваква смисла. Меѓутоа, пред 90-та година знаеме дека сосема други концепции, односно... Насловска Македонија. Мислам, знаете, тоа не можеме да го избришеме. Не можеме да го избришеме, тоа постои. Зашто би се заштитувало со закон нешто што не е идентификација на сите граѓани на републиката? Дори има меѓу македонците некој кој што може да ви кажав моје мислење и не претендирам дека е на другите етнички групи, Ана. Зборува за нација македонска во која што се составен дел сите. Апсолутно. Верувам дека многу но не би требало да ги навреди. Ја би била стрекна кога ние би имале таквата нација во која сите би ја чувствувале така. Би било многу стрекна. Тоа сега треба да е допринос. Анастас, има отоманските корени. Па не само за отоманските корени, но за еден процес на настанување на нацијата постепено во еден континуитет и општо за идентитетот за оно кој што сме ние денес и неговата врска со тие некои минати процеси, кои што така многу лесно се прерипуваат кај нас. Мислам, се тоа не знам како би го поврзал со оваа тема без да се надолжам на другите теми кои што се сите дебати околу потеклото дали е античко или славанско. Меѓутоа, оно што гледам, што е еден генерален тренд, така и со овој музеј многу се поедноставуваат работите. Имаме жртви, имаме джелати, мислам, тој процес на виктимизирање, на стварање жртви, стварно е... Тоа е се факти. Ама факт е дека се убивани. Вие фигуративно, она што сте изразил фигуративно да го сваќате буквално. Факт е дека се убивани со па во секој човек има двојство. Сега ако не ќе да го открие тоа. На пример, тогашните жртви сега жртви на можеби. Ма и во секој човек има двојство на садизам и мазохизам, исто и во историјата и во стварноста вие го имате тоа. Можете тоа да го одбегнете и филозофски, и социолошки, и во секој поглед тоа не може да го одбегнете. Буквално да го сваќате тоа би се могло. Ја прочитав на пример Ченто ќе да представено у затворска облека, у затвор за дрешетки, не знам како. Саме дали сте се прашали дали не би сакал тој Ченто да биде представен така, као лузер у затвор. Па не сакал ни да биде така истретиран како што е. Па не сакал ни таму 11 години да скапува во затвор без со фалсификуван, со монтиран судски процес. Тука ја гледам у таа драматургија, у представувањето, например, или што знам на Христо Зунов како се самоубива, мислам, самоубиство, тоа мали деца ќе шетаат по тој музеј и тука сцена од самоубиство. Мислам дека тоа е малце претерана драматургија. Франција, мислите, нема со гилјотињата на сцени. Тоа не, тие се музеи на 19 век, на еден процес на модернизација, на еден процес на империализам. Сега ги има тие процеси. Видете го музеите во Источна Германија, видете го музеот на жртвите на комунизмот. Ама тоа се пресе музеи кои што се и дел работени од независни институции кои што не се државни. Најголемиот број например на музеи со возочни фигури се приватни музеи. И најголема, она што е најзабавното кај музеите со возочни фигури, пошто тие се ствари еден воспев на една морбидност и некрофилност, се коморите на хоророт, ако вие сега така. Земете статистички, најмногу Мадам Тисо музеј у светот, о Мадам Тисо најголема атракција е совата на хоророт, баш и таа драматургија, баш ради, мислам, не гледам некоја логика како би можела државата така лесно да се дозвола да представува историски личности, што знам, музандани или како се самоубиваат или слично. Мислам,
Државата што не си дозволува, јас како историчар дозволувам да кажам како бил Ченто, зошто лежал. Но државата го финансира тој проект. Како завршил Панко Брашнаров, па нека го финансира, тоа е дел од нашата историја. Како финансира цели проекти во Бугарија и во Грција за да не однародуваат и сега и ден денеска. Кој го однародува? Вие секој сега може да се каже дека сте македонка. Да. Да, можете да кажете. Да ме прави, како се Лазар Колишевски и Страхил Гигов, кој се контекст во кој се представени? Во контекст дека биле луѓе кои примале наредби од Белград за извршување на сите оние работи кои ги извршиле, процеси и судења. Ми не мислите дека добар дел од левицата во Македонија ќе реагира на тоа? Па нека реагира. Нека реагира. Кој ќе рече, например, не, тие луѓе се основоположници на македонската држава. Не е точно тоа. 44 година Лазар Колишевски во септември со во бугарска униформа го донесле во Скопје. 41 година бил после тие претепувања сите кои ги претрпел бугарите, однесе во интернација, го донесле тука кога Ченто и другите веќе биле дел од президиумот одасно. Шо има? Не знам јас зошто да е криво. Која била неговата улога, сите оние кои биле од македонската интелигенција или да ги испрати Белград или да ги испрати во Идризово. Со тоа се завршило. Дека Македонија за време на Југославија доби многу македонската нација, тоа никој не го испорува, тоа е историски факт. Но дека имало луѓе жртви кои биле на тие политички пресмеки. Професор Кетеради, толкувањата кои би можеле во јавноста да уследат и кои би го отвориле... Не, ке има добра книга водич. Во таа функција се моите прашања. Да, ке има добра книга водич. Ако може да пресретнеме некои работи, бидејќи од страна на власта нема иницијатива да објасни. Секој документ, секоја фотографија ќе биде објаснато зошто е тука ставена, во кој контекст, што сака да представи, кој историски настан, во кој историски контекст. А не може без тоа, мора да се објасни да има убава работа. Дали, например, ќе има факсимили од документите, например, декретите на Комунистичка партија со кој што е основан универзитетот Свети Кирил Метој, дали ќе има декрети со кои што се основани МАНУ, Институтот за национална историја, МПЦ, дали можеби ќе има слика документ со кој што Комунистичката партија дава земјиште на МПЦ. Пошто и тоа е дел од историјата, мислам сега. Да, тоа би требало досега тоа да го направеа оние кои до 91 година испуштат. Па еве, вие го правите музеот, нели вие надокнадувате за тоа што не го направиле? Ова е сепак музеј на формирањето на македонската држава. Па како, нели, савиете поповите се на секој настан. Па само говорите дали за борбата, дали за државата. Точка. Дел од борбата е тоа. А дека во периодот сме добиле, ние многу работи сме добиле и сме направиле, многу сме изгубиле, многу сме добиле, секогаш, никогаш не си апсолутен добитник. А периодот се третира исто како период на македонската државност, пошто де факто е период и тој на македонската државност. Па фала Богу се е тој период на македонската државност. Дали имавте реакции, професор Кето, дека еве во текот на работењето на концептот на овој музеј? Имаше реакција од неисторичари. Да, добро, ме интересира, еве. Повеќе луѓе кои сакаат секоја работа, да не беше музеот, нека друга работа ќе се најдеше. Мора кај нас се да се исполитизира, кој за жал тоа се случува. Еве, ја гледам колку луѓе се согласува, малку ќе ни го сменат името со Грција и себе ќе биде окей. И ова безобразна влада прави антиквизација. Значи прифаќате еден дисконтинуитет во историјата. Демек додека биле маите, а цеките не постоеле, не знам во Мексико или таму, кога дошле конквистадорите, од тогаш почнува историјата. Исто кај нас тоа се прави. Не може тоа така. Тоа си еден континуитет кој треба историјата и со селото барање на тој дисконтинуитет, на мало менување на името, па испадне не било мало менување името, туку воопшто да не постоиме, да не избришат и така натаму. А сето тоа се бара, значи се бара причина да се каже дека нас не ни треба историја, немаме ние историја, дај, према тоа немаме име, немаме корени, не треба да постоиме. Е на таква пропаганда, значи, тука се води нешто неверојатно. А како тоа историјата е врзана со името? Ја мислам, името на секоја држава, секој народ се даде од правото на самоопределување. Што ќе ви на вас